Добре дојдовте во темата на неделата. Како ќе се одвива наставата во новата учебна година? Прашање што ги мачи и учениците и родителите, но и наставниците и здравствените работници. Едноставни и сигурни одговори нема. Пандемијата со коронавирусот ја прекина редовната настава во минатата учебна година. Милиони ученици останаа без образование. Не секаде функционираше онлайн настава, не беа подготвени ни многу училишта и универзитети. Се снаоѓаше кој како знае и умее. Ништо подобро нема да биде ни во новата учебна година. Јасни правила и препораки нема, а не се ни можни моментално. Прашање кое ги мачи семејствата во светот. Дали може да бидат отворени училиштата со оглед на COVID-19? Родители, политичари, здравствени работници дебатираат, но единствен заклучок нема. There are no good solutions. They're not even close to good solutions. Коронавирусот со месеци веќе го попречува образованието. Ситуацијата која Обединетите нации ја нарекуваат генерацијска катастрофа. In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. Despite the delivery of lessons by radio, television and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach. Затворените училишта им прават проблем и на родителите кои одат на работа, бидејќи мораат да се снаоѓаат со чување на децата, а многумина и немаат услови за следење онлайн настава. The younger kids, the elementary kids, I feel like especially their brains are not ready yet, not developmentally ready to be behind a screen for so many hours. They need sports, they need extracurricular, we need this community. Притисокот е училиштата да работат, како ова во Берлин. Наставата почна на 10 август, а учениците од 7 па нагоре носат маски и добиваат препораки за избегнување на инфекцијата. Насекаде се препорачува социјално дистанцирање, како во ова приватно училиште во Калифорнија. Некои училишта ги редуцираат класовите за да има дистанца, а други пак ги одвојуваат учениците по групи. Клучна улога за отворање на училиштата ќе има и тестирањето на COVID-19. Most of the plans will say a student comes in, temperature check, and if the student has a temperature, they have to be tested. Но дури и со сите превентивни мерки останува страхувањето дека училиштата се високо ризични зони. Многумина сметаат дека пандемијата треба да биде ставена под контрола пред да се отворат училиштата. Во Чикаго, членови на Наставничката унија протестираа против отворање на училиштата се додека инфекцијата не се намали. Подржувачите на идејата за отворање на училиштата аргументираат и со фактот дека децата, доколку и се инфицираат со COVID-19, имаат мали или никакви симптоми. На таа позиција е и американскиот претседател Доналд Трамп. They don't get very sick. They don't catch it easily. Но тоа не значи дека ризикот е нула. Асоцијацијата на американски педиатри соопшти дека околу 100.000 деца биле позитивни само во последните 2 недели во јули. Некои училишта отворија, па повторно беа затворени. So to send Julian to school not only puts him at risk that I'm not comfortable with, but then if he comes back home with something, it puts my parents at risk, his grandparents. And that's not a chance that I want to take. Во Соединетите Американски држави и насекаде, најчесто одлуката е на локалните власти, дали да ги отворат училиштата и како да ги намалат ризиците. Тешки одлуки се и пред родителите, но нема единствена стратегија која ќе одговори на сите страхувања и потреби, и нема едноставни одговори. Во Македонија на училиште ќе можат да одат децата од 1 до 3 одделение, останатите на онлайн настава. Такви се сегашните препораки. Ова отвора многу прашања. Колку е ова добро или лошо решение? Имаат ли сите услови за онлайн настава? Подготвени ли се сите наставници и професори? Колку време ќе трае? Ќе има ли промени?
Училишните торби и ранци одат во историјата. Се што ви треба сега за почеток на училишната година се компјутер и добра интернет конекција. Учениците од прво, второ и трето оделение, доколку нивните родители го одобрат тоа, наставата може да ја следат во училиште. Настава со физичко присуство може да има и во општини каде има мал број на ученици или помалку паралелки. За останатите ќе има онлайн настава. Во училиштата се прават подготовки за почеток на наставата, се подготвуваат за физичко присуство на ученици, а се спроведуваат и обуки за следење на настава преку компјутер. Имаме ресурси, имаме училници да можеме да работиме и онлайн и да работиме комбинирано, што повеќето од моите наставници гледам дека го сакаат тоа, кога нешто не знаете. Вие нормално дека ќе бидете стресни, нормално дека ќе бидете фрустрирани, нормално дека ќе реагирате, ќе прашувате. Затоа во јавноста се создадоа сите тие нели сме за, сме против, однемањето на конкретните информации. Истражувања покажале дека деца од прво до трето оделение помалку се заразуваат со COVID-19, па затоа е одлучено тие да одат во училиште. Во училниците не треба да има повеќе од 20 деца, тие треба да седат на 1,5 метар дистанца, да носат маски, да биде наставникот, наставничката цело време присутен со нив, да не излегува за време на одморите. Родителите се исправени пред предизвици да ги пратат своите деца во училиште или пак да останат дома и да следат настава од далечина. За нас родителите стварно е многу тешко да се реши што и како би понатака. Мора да почнеме некако да имат некоја социализација, физички контакт, малку да се организираат групно, да бидат поделени, не знам, но без разлика на тоа, барем некоја комбинација на онлайн наставата и на физичко присуство. Директорката на училиштето Гоце Делчев вели дека половина од родителите на ученици до трето оделение се изјасниле дека нивните деца ќе одат на училиште. Учениците од повисоките оделенија ќе треба да следат настава од далечина, како што беше и во изминатите неколку месеци поради пандемијата со COVID-19. На почетокот на март, со одлука на владата, се затворија градинките, училиштата и факултетите и учениците следеа онлайн настава. Средношколците пак се против моделот за целосна онлайн настава. Според мене, она што е клучно во овој случај е тоа што за нас средношколците ова се најважни години можеби во образованието. И сега доколку овие години ги изгубиме како што ги изгубивме претходните 3 месеци, тогаш според мене воопшто образованието би немало смисла. Условите за работа и епидемиолошката слика не се насекаде исти, па не може да има само едно решение. Нас не е јасно и на јавноста е јасно дека условите за работа не се подеднакво исти во сите училишта на национално ниво, па според тоа по мене не сме и да се унифицира еден модел кај што ќе важи за сите. Поради пандемијата, но и поради парламентарните избори и политичките процеси за нова влада, се доцнеше со донесување протоколи за работа на училиштата. Министерството за образование како по обичај доцни. Многу доцни со протоколите и одлуките, па затоа и такво ни е образованието. Со вакво темпо на нудење решение учебната година ќе започне според мене дури во јануари 2021 година. Според мене Министерството за образование нема основен план, а камоли да има резервен. За минатиот 1 септември во училиштето Гоце Делчев во Скопје имаше приредба за првачињата. Оваа година на вистина ни се претвори во година на стрес, на страф, на исчекување, не знаеме како, не знаеме што. Сите сакаме да бидеме безбедни и тоа треба да ни биде прво. Колку ние тоа ќе го направиме, ни треба време. А времето не значи дека на први треба да почнеме од училиште. И за овој почеток на учебната година ќе им организираат добре дојде, а пота некој ќе седне во училишните клупи, а некој ќе следи настава преку компјутер. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, посветено на проблемите со стартот на новата учебна година поради коронавирусот. Многу дилеми, малку сигурни одговори. Најважно е да останете здрави и продолжете да ги следите содржините на Радио Слободна Европа. До гледање.